Добар ден, ова е почетокот на уште една нова епизода на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Во денешното издание гледачите ќе имаат можност да добијат одговори на најчестите родителски прашања и дилеми поврзани со ортопедскиот развој на нивното дете. Гостин во студиото ни е доктор Антонија Хаџиантоновски, специјалист по ортопедија од приватната здравствена установа Ортоплус. Добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. Секој задоволство. Тука да видим. Денешната емисија од самиот старт ќе биде контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Можете да се вклучите во програм и да поставите било какво прашање поврзано со ортопедските дилеми, секако на родителите врзани со нивните бебиња. А јас би започнала, доктор Антонија, од најчестото прашање на родителите кои што ќе го земат новороденчето во рака, како да го држат правилно нивното бебе. Честопати тие се плашат да го подигнат, стравувајќи да не му го повредат главчето. Дали треба да се придржува главчето? се плаша да ги земат децата. Се тие поплашливите. Ја не го пипам, бидете, со тоа се оградуваат убаво. Видете, во детето кој ќе го земе во раце е многу битно секогаш да ја придржиме главата, затоа што ако не ја придржиме главата, таа ќе падне заради слабата мускулатура на детето, може да падне позади, ако е нагло кревањето може да настане и повреда на детето. Затоа секогаш е многу битно да се придржи главата кога го креваме детето. Има техники на кревање на деца, значи со тркалање детето врз нашата рака, па да го крениме од делот од градниот кош, тогаш е побезбедно. Ама тие треба да ги објасни доктор на родителите или да погледнат некое видео на интернет за да знаат како да го кренат така. Ако го креват стандардно или под глава, под мишките да го фатат, под пазувите да го фатат детето со врачето, обавезно да се придржува главата, зашто главата ако паѓа према позади прави стрес на детето и тоа не треба да се остави да биде на тој начин. Веќе имаме двајца гледачи на линија, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете, во програма сте. Голем поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Вака, сакам да ве прашам накратко во врска со работи за бебенство од година дена. Така? Така ве слушаме. Значи, ние сега дури ги поминуваме фазите на лазење и на исправување но на исправување на коленца, значи не на исправување на ноќења. Така? Сега, дали има простор за паника или ја мислам дека е нормално, ете, со оглед на тоа што секој дете си е различно по генетика, дали има простор за чекање? Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Одлично размислува мајката, значи нема никаков простор за паника. Детето чим веќе почнува да покажува знаци за испрепрене, многу ми е задоволство кога ќе чувам дека детето лазело. Тоа значи дека мајката го оставала доволно време детето да поминува на пот. Со самото тоа ги поминало сите фази за да тргне да лази. Жално е кога продува деца без да пролазат. А детето треба да се исправи на ноѓење до 15 месеци, така да воопшто не ни касните мајка. Само се што треба е да детето да се остави на земја, да нема оштривици и оно сите фази ќе си ги помине на продувањето само. Значи треба до 15 месеци да се исправи на нозе, до 18 месеци да почне да се движи на страна, до 3 годишна возраст да прооди од една точка до друга точка. Секако ако има некаква загриженост, тука се секогаш лекарите да помогнат ако приметуваме нешто детето. Стимулативни вежби за одењето, како на пример паткање, се даваат за деца кои што каснат во развојот на децата, а не за деца што да се помогне на дете да проводи пред време. Така. Да го слушаме прашањето и на следниот гледач кој што чека да биде вклучен. Добар ден. Ало, здраво. Здраво, повелете. Имам прашање до ортопедот. Имам близначки од 6,5 месеци. Така? Едната веќе почнува да лази, другата не. Подсврста едната таа што е постара родена и сега на другата, на помалото што е родено, с глобчето, во последните 3 дена му крцка, кој возрастен човек би клекнал кој што крцка коленото. Значи, како го мрда с глобчето, така цело време и крцка ногата. Така. Може ли да ме кажете што би можело да биде? Имам закажано преглед на ортопед, но дури да отидам на ортопед Така, да можете да се смирите. Секако. Ви благодарам за јавувањето. Ова го потврдува и претходното прашање дека две деца нема исти, така да ни близнаците не се исти. Едното може ќе биде уметник, другото ќе биде спортист, така да не бараме истиот развој да биде кај двете деца. А во поглед со крцкањето на зглобчето, тоа е сосема нормално, нема бесшумни зглобови. Сите зглобови пуцкетат и нашите зглобови ќе мрднат и ќе светкате рака, ќе крцне зглобот, луѓе дури ги пуцкетат намерно зглобовите се слободат од напрегнатите тиви, така да крцкањето е сосема нормално и треба да ве загрижува.
Имаме уште еден гледач кој што има прашање поврзано со ортопедскиот развој на неговото дете. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте. Дали се слушаме? Не, во ред. Ке има можност гледачот повторно да се јави, да се вклучи во програма, а јас себе ќе поставам уште едно прашање кое што го добивме на социјалните мрежи, конкретно од Катерина Недеска. Таа вели дека нејзиното дете е родено во 7 месец, веројатно во јули, е во фаза на проодување, па ја интересира дали дечињата кога проодуваат по дома треба да носат кондурчиња со ѓон, повисоки до зглобот, кои што се ортопедски, или пак треба да носат од оние чорапчиња со нелизгачка кожа од оздола, или пак некакви други кондурчиња. Потребно ли е да носат било какви обувки по дома кога проодуваат? Убаво е прашањето. Проодувањето треба да биде босо. Значи, босо или чорапчиња со гумички, не со кожички, зашто кожичката знае да лизне и плюс не е убаво да гази детето на него. Значи, тие треба да бидат многу убаво формени околу телото. Значи, најдобро е обично чорапче или босо дете или евентуално гумички да има дозволено чорапче, само колку да не се лизга. Децата во фазите на проодување не им требаат топлинки, не им требаат обувки, не трошете пари родители во таа фаза за обувки, ќе носи цел живот детето обувки, така да обувки ќе купувате од која ќе проводи детето. А во поглед на ортопедските обувки за деца кај што ортопедот има напишано рецепт дека детето треба да носи ортопедска обувка. Ортопедска обувка не се купува во продавница. Значи, ортопедските обувки се наменети за деца со деформитети. Здраво дете треба да носи анатомски обувки. Тоа се рамни обувки кои што немаат испакнати површини на неза, зашто детското стопало до своето целосно созревање, тоа е рамно. И благодарение на активноста на детето се формираат и лаковите и сите потребни физиолошки позиции на стопалото. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало, здраво. Добар ден, во програма сте. Вие ме исклучите пред време. Јас првата гледачка што се јавив, ме интересира да го праша докторот уште една работа. Значи, ние дубак џампер користиме уште во 8 месец официјално. Така. И сега кога веќе му го тргнавме платното од оздола што е за скокање, он веќе почнува, значи, да оди, меѓутоа да оди на прстиња. И сега не знам дали тоа е нормално, затоа што ние му земавме и тоа ние што се обувки, да се надоврзам на темата што ја правевте претходно. Значи, обувки од Кеги Штуц, колку чисто за да не ги витка, зашто некогаш оди, ама се крева на прстите, а некогаш ги витка прстите навнатре. И сега не знам тоа дали е нормално, мислам, пошто уште немаме ние продано. Така, ви благодарам за прашањето и дали често се случува ова со децата кои што се ставени во џампер? Дубакот и џамперот се стимулатори на одењето. Тие се алатки, наменети, ова го кажавме во претходната емисија која бевме тука, дека се алатки наменети за деца што каснат со развојот во проодувањето. Тие се наменети повеќе како за деца со специјални потреби. Ме разбирате, кај што немаме проодување 3-4 годишна возраст, затоа и така се викаат во светот проодувалки, за да може да им помогнат на децата кои што имаат проблеми во развојот, да го оформат одот и да можат без да се малтретираат родителите да ги држат место да ги паткаат децата за тоа да се наменети. Грешката е кога здраво дете ќе ставиме во помагало, е тоа што го стимулираме одот пред време и не му дозволуваме детето да си ги помине нормалните фази кои што претходат на одењето и самите фази од проодувањето. Значи, треба детето прв на земја која ќе биде да се тркала, па да лази, па самостојно да седне на земја, па тек тогаш да се исправи, па да рипка во место во втора фаза, па да се движи на страна, па тек тогаш да проводи. А што прават и дубакот и џамперот? Го стимулираат стоењето на детето, го стимулираат одењето во правец према напред и тоа е прескокнување на сите фази и како тип на алатки за дома, јас мислам дека само непотребно тоа е мојот став, се разбира и став на многу светски ортопеди, дека се трошат пари само за да се купат деформитети на децата, а тие помагала им требаат на тие родители кои што по цел ден ги држат децата во раце и немаат што да им прават, ги боли веќе рбетот и ќе ги стават во дубак за да може да одморат малку. На жалост е нешто што не треба да го прави нашата популација, туку треба да ги остави децата што од многу порана возраст долу на подот,
дете кое што не е форсирано, кое што не сте му покажале како да стои, не бара да стои и тоа се развива долу на подот и ги поминува сите фази од нормалното детско развивање. Така, а одењето на прстиња, дали тоа може да биде одењето на некаков прсти, проблем? одењето на прсти е сосема нормално во продувањето на децата. Одењето на прсти го формира детското стапало благодарење на оттегнување на палецот, кој што го има при одењето на прсти, се затегат лигаментите на стопалото и овозможува да создаде навикуларната коска и таа го формира лакот на самото стопало. Денес има доста прашања од Да, гледачи, ајде да го слушнеме следниот. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Здраво, да, ме интересира вака, имам дете, скоро 9,5 месеца, скоро 10 ќе биде. Се уште ја остававме доволно на пот, значи од 6-7 месеци почнавме да оставаме на пот, никако да пролази, значи се влече. Во јануари беше малку болна и сега моментално не оставам, зашто ми е страв да не настина, ама мислам дека доволно време и дадовме никако да почне да лази. Значи, само се влече и Не слушнав. Колку месеци има вашето дете? Не ве слушнавме? 9,5. 9,5 месеци. Така. Да. Да. Една од големите грешки зашто детето можеби не почнало да лази е ако го ставате детето на подот во седечка позиција. Детето на земјата се става во лежачка позиција. Децата учат седење во количка или во скут или во столче за хранење. На подот детето мора да се стави или на стомак или на грб за да почне да лази. Дете на меки површини не треба да го чувате зашто меката површина не му возможува правилно да се развива. Значи мора да биде детето на подот. Едно тепекче долу е сосема доволно да го заштити детето од, да речам нешто што вие го нарекувате ладно, кој што не ги разболува децата. Значи ладното не ги настинува децата, ладното го стимулира имунитетот кај децата, тоа моите колеги педиатри можат многу побаво да го објаснат. Немојте да бидете жртва на ладното. Сепак дома ако е 22-23 степени немате никаква причина да се секирате дека на подот е ладно, телото си има механизам како да се заштити од ладното, а детето 9,5 месеци треба се уште може да учи да лази, имате уште многу време. Детето треба нема правило кога би почнало да лази, не би требало детето да се става во седечка позиција долу на земја. Треба да пролази првен, па после детето само да се истурка и да дојде во седечка позиција за да може да седи на подот. Многу е голема грешка кога ќе стават децата со перници долу на подот околу нив, само колку да го потпрат грбот и тогаш добиваме тенденција да клапне детето и да седи со искривен рбет, непотребно е да добие деформитет. Така. Денес гостин во студиото ни е доктор Антонија Хаджи Антоновски, специјалист ортопед кој што одговара на најчестите родителски прашања. Да го слушнеме следниот гледач кој што веднаш ќе биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Здраво, се јавуваме да прашаме нешто во врска со 3,5 месечно бебе. Така. Повелете. Вака, значи, го однесовме бебенцево на ортопед, го измерија во висина и ни рекоа дека е долго 68 сантиметри. Тоа било должина за 6 месечно бебе. Па ни препишаа да пиеме 18 месеци вигантол по 2 капки дневно и D3 плюс омега. Дали тоа според вас е во ред? Колку килограми е детето? 6. 6 килограми, да. Да. Сосема и уште нешто само, ноџињата гледам, значи не ги исправа, него повеќе пати така ги држи како згрчено, собрани. Добро, тоа е сосема нормална позиција на држењето на стопалата и на нозете. Така. Тоа што ви препорачала педиатрот или ортопедот кај што одите поголема доза на D-витамин е затоа што доста крупните деца во интензивниот раст имаат потреба од повеќе калциум, за да може да се ресорбира калциумот во цревата, треба да има доволно D-витамин во телото и тогаш детето нема да го повлече калциумот од коските, од што би омекнале коските. Така да одлична е дозата што ви е дал вашиот педијатар или ортопед. Пред да го вклучиме следниот гледач кој што чека на линија, само да го поставам прашањето на Софија Гарванлиева Митева, која што го постави на нашата страница на Facebook, поврзано исто со D3 капките. Значи, не се интересира колку, кога и какви капки може да дава на во зимскиот период кај дете кое што веќе има 18 месеци. Проценката сепак треба да направи доктор, значи дозирањето на D-витамин е индивидуално.
Постојат безбедни дози, значи светските препораки се многу ниски за нашиот период, затоа што кај нас навиките на луѓето излегуваат надвор се многу ограничени, а плюс сонцето во овој дел од Балканот не создава Д витамин во овој период од годината и затоа мора да се суплементира малку над препораките на родителите. Значи, они нека се следат препораката колку им дозирал докторот Д витамин, со тоа што е многу битно како го дава тој Д витамин. Д витаминот секогаш треба да се дава наутро, не да се дава навечер, затоа што навечер метаболизмот опаѓа на телото и Д витаминот се огорува во желудникот место да достигне до тенките црева кај што треба да се ресорбира. И втората работа е Д витаминот да го даваат како лек, да се дава директно во уста, да не се импровизира со Д витаминот. Обично го става дволажичка, помешано со неколку капки млеко. Значи Д витаминот е најдобро да се дава посам третиот месец во маслен раствор и кога се дава во маслен раствор, тоа што витамин растворили во масти, затоа треба да се дава маслен раствор. Кога давате на лажиче, он знае да се залепи за лажичето и да остане цела капка до 2, да остане на лажицето и практично детето не добие ништо Д витамин. И тогаш се чудиме зашто не имаме соодветниот одговор од телото на детето. Затоа секој пат Д витаминот се дава директно во уста. Ја ги учам моите пациенти, значи некој пат лековите мора на сила да се дадат. Ако треба, ќе се фати устото, ќе се подржи некоја секунда и да прокенка детето, ќе свати дека тоа е нешто што мора да го прави. Така, ајде да го слушаме сега прашањето на гледачот кој што чека да биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. И моето прашање исто за витаминот Д. Сум читала дека потењето може да биде знак за недостаток на витамин Д. Значи, јас сум мајка на 2,5 годишно дете, каде што само во ноќните, во ноќите додека спие, така. Да. Се поти. Да, она зема вигантол по 2 капки, до сега не сме имале никакви проблеми. Колку килограми е детето? 13, сега скоро не сме се мереле, али тоа е мала доза на Д витамин што ја примате. Би требало да се советувате со вашиот лекар да размислите за малку повеќе Д витамин. Ноќното потење за тоа е несигурен знак за недостаток на Д витамин. Подобро е сега постојат испитувања, може да се направи испитување да се види колку е Д витаминот. Д витаминот треба да биде во средна референтна вредност во крвната слика, не да биде на долната граница, така да топло ви советувам, ако веќе вашиот педијатар мисли дека ја примате веќе добра доза на Д витамин, замолете го да си направите испитување, затоа што кога ќе направите испитување, ќе знаете колку му треба на вашето дете, а не тоа да оди паушално, затоа што не секој дете има потреба од иста количина на Д витамин. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, во програма сте. Здраво, сакам да го прашам, бебето има 3 месеци, кога ставаме на стомаче, воопшто не ја крева главата. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Прво е многу битно кога ќе стават на стомаче дали ја стимулираат од напред. Значи треба да тропка, да ја стимулираат некако детето за да може да ја крене главата или барем да му зборуваат да го викаат детето од напред да има стимулација за да ја крене главата. Ако детето си нашло некоја занимација да нешто лапка со устата, нешто да прави, тука може за тоа да ја држи главата долу и тука е убаво да детето се стимулира малку за да почне да ја крива главата и да ја развива грбната мускулатура. Така. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака ме интересира во врска со кенгуриве за носење за деца. Така. Значи, ние имаме еден кенгур, тој на него пишува од 4 месеци до 10 килограми. Значи, сега детево не има 6 килограми. Сега, дали, колку време можеме да го колку време може да седе во кенгур? Колку е големо детето? Колку е старо? 4 месеци, 2 недели. Да. Така. Видете, кенгурот можете да го носите, од моето искуство, јас не ги почитувам многу кенгурите, затоа што детето само виси, гледа, а не може да се развива. Количката ви е златен фактор за развиток на детето кога шетате надвор, затоа што кога детето стои во количката, оно прета, мрда, се врти, се развива, а детето во кенгур виси, го потсеќа на стомакот на мајката и во еден момент
може да заспие, вие да не го приметите, вие само да симнете една скала, детето може да климне со главата и да добие скинат мускул на вратот и после еден куп последици од тоа држење, од носење во кенгури. Значи, ако веќе морате да го носите во кенгур, тогаш многу внимателно, пошто самото човеково одење има многу клатење и постати типови на кенгури кои што се несоодветни за колковите, значи зависи какво е поставено детето. Плюс мајка е, тоа стално го кажам на мајките, кај сте го носеле 9 месеци детето во стомак, апсолутно не се согласувам да сте продолжите си го малтретирате вашето тело со некоја килажа која што е поставена во еден дел од телото кој што го напрега грбот. Не гледам причина тоа да го правите. Ако имате количка, користете си ја, зашто тука детето се развива, тука учи да седи, тука учи да комуницира со вас, со средината, не е многу подобра варијанта. А што е со ергономските носилки? Повторно истата работа. Значи го ограничуваме. Точно е дека ергономската носилка не смета на детето. Ја поддржува физиолошката положба негова, така. Се е тоа во ред. Ама не овозможува детето да вежба. Например, едно дете од 4 месеци влегува во фаза на седење и ако не се постои во период од 45 степени, количката е едно одлично место за вежбање на седењето, да се потрнат, да се полабават горните кајшеви, или посам да се комплетно се остранат само долните кајшеви закопчани и од 45 степени детето може да се крене, да седне, па да се проклати на страна за да му добие координација. Предностите за развивање детето се многу поголеми него во кенгурот, што може да добие. И сосема на крај, сосема накратко, дали децата треба во првите години од животот да спијат на перница? Перницата не треба кај никој човек, дури ни кај возрастните. Перницата е најголем причина за спондилоза кај луѓето. Децата треба да спијат сосема на рамна подлога, а искусните родители знаат дека детето и да го стават на перница ќе се разбере на другиот крај од креветот. Нема никаква причина дете да се става на перница во кревет. Доктор Антонија, ви благодарам што бевте наш денешен гост и навистина голем интерес така од страна на родителите, имаат навистина големи многу прашања и дилеми. Добра беше идејата со прашањата од родителите, така да можеме да одговориме на па и уште некои издание можеме да направиме на сличен начин. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам вам. Денешен гостин во студиото ни беше доктор Антонија Хаджи Антоновски, специјалист ортопед од приватната здравствена установа Ортоплус, кој што ви даде одговори на вистина на многу прашања. До гледање.